Кратки најави за денес. Проектите за енергетска ефикасност приоритет на Центарот за развој на Југозападниот плански регион. Промовиран краток историјат за развојот на градинката Јасна Ристевска за период од 1950 до 1990 година. Водата во Струга не е безбедна за пиење. Министерството за култура го продолжи рокот за аплицирање на проекти од национален интерес. Околу 4000 деца се загинати во појасот Газа од почетокот на конфликтот. За најавените и за останатите настани ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме претежно сончево време со локална облачност и максимални 17 степени Целзиусови. Во вторник во најголем дел од Западна Европа ќе преовладува умерено претежно сончево време со локална облачност и студено со пад на температурите. Локално во северна, централна и североисточна Европа нестабилно со врнежи од дожд. Во северните, централните и приморските предели на Балканот утре ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со локални врнежи од дожд. Во јужните и источните предели претежно сончево време со локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 13 до 23 степени. Во Македонија во вторник посвежо утро со пад на утринските температури кои што ќе се движат во интервал од 2 до 10 степени. Во текот на денот ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност, ветровито и топло за овој период од месец ноември. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 13, односно до 23 степени. Во Охрид во среда претежно сончево време со локална облачност, попладне и навечер нестабилно време со врнежи од дожд и дневна температура до 12 степени. Во четврток претежно сончево време со појава на локална облачност и топло, минималната температура од 4 степени додека пак дневната до 13 степени. Во петок во Охрид ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со услови за слаби и локални врнежи од дожд. Минималната температура од 3 степени додека пак дневната ќе достигне до 13 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домакин. Тамаро, повеќе од маркет. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава,
одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Beckament, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Супер акција во Миса Маркети. Несквик 200 грама 69 денари. Нескафе 3 во 1 11 денари. Нескафе Голд 75 грама 155 денари. Томи мајонез 611 грама 165 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Во југозападниот регион во земјава засилено се работи на проекти за енергетска ефикасност. Годинава се извршија реконструкции и се поставија термофасади на 14 објекти, училишта и општински згради во 7 општини. Енергетската криза ги натера општините да размислуваат за обновливи извори на енергија, се поголем интересот за фотоволтаични системи. Енергетската криза ги притисна општините да размислуваат за обновливи извори на енергија. Во фокусот на центарот на југозападниот плански регион се проектите за подобрување на енергетската ефикасност. Годинава се реконструираа 8 објекти, училишта и општински згради, а на 6 објекти се поставија системи за фотоволтаици. Следната година проектите на центарот на југозападниот регион чинат 1 милион евра, од кои најголем дел повторно се наменети за енергетска ефикасност. Во 2024 практично е продолжување на активности, но со нови проекти од тековнава. Повторно имаме енергетска ефикасност, значи повторно најголем дел секако тоа се јавни објекти, најголем дел училишта, значи реконструкција со замена на столарија, кров, фасада, поставување. Друг проект имаме заради повторна енергетскава криза, поставување на фотоволтаици. Изминативе 5 години Центарот за развој на југозападниот плански регион реконструираше 50 на јавни објекти, а бенефитот е заштеда на електрична и топлинска енергија. Најважно од се со оглед на енергетската криза е намалување на трошоците за нафта, еден дел од нив се греат на нафта или за електрична енергија. Проценката е дека најмалку 30% ќе им се намалат трошоците за загревање на објектите. Вкупната вредност на проектот за енергетска ефикасност во југозападниот регион годинава изнесува 36,8 милиони динари. Краток историјат за развојот на градинката Јасна Ристеска од основањето во 1950 година до 1990 година од авторот доктор Никола Митровиќ. Беше промовирана денеска по повод јубилеот 6 децении постоење на установата. Книгата содржи документи кои за прв пат се согледуваат во јавноста, истакна авторот Митровиќ, додавајќи дека заедно со другите пишани дела за градинката се создава една монографија. По повод јубилеот 60 години постоење на детската градинка Јасна Ристеска во рамки на одбележувањето на Денот на ослободувањето на Охрид, денеска беше промовиран краток историјат за развојот на оваа установа во периодот од 1950 до 1990 година од доктор Никола Митровиќ. Првата детска градинка во Охрид по Втората светска војна била отворена на 5 октомври 1950 со капацитет за згрижување на 40 деца. Во книгата има многу интересни факти и податоци за тоа каков бил начинот на основање на оваа градинка, условите во кои се работело и во кои престојувале дечињата. Книгата содржи документи кои за прв пат се согледуваат во јавноста, истакна авторот Митровиќ. Размислував долго додека моите дечина беа присутни во оваа градинка, како да се одолжам на добриот пристап, на добрите услови, на добрите воспитувачи, на добриот тим кој работи овде.
И случајно истражувајќи го градскиот народен одбор, фондот градскиот народен одбор и општинскиот народен одбор, наидов на документи кои досега не беа истражувани, а всушност беа, односно припаѓаа на историјатот на самата градинка. Јас знам дека е пишувано многу за ова градинка, прекрасни дела, меѓутоа ова дело може да биде и компилација на претходните дела и да се состави една навистина типична монографија за историјатот на ова градинка. Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков во своето обраќање истакна дека книгата ќе има и продолжение, а соработката со историскиот архив ќе се зајакне со меморандум. Книгата се презентира во предвечерието на Денот на ослободувањето на Охрид. Јасна Ристеска била херој која со своето дело го задолжила овој град и токму поради тоа нејзиното име го носи оваа воспитно-образовна установа со која сите треба да се гордееме, истакна Пецаков. Градинката го носи нејзиното име, успешно функционира и е пример за би рекол образовна институција во предучилишна возраст со кој што сите ние се гордееме и токму затоа и ние како локална самоуправа настрана од ова издание кое што представува еден паметник за минатото, вложуваме и ќе вложуваме во иднина во реконструкција буквално на сите објекти. Секако круна на све во зависност од тоа како ќе се одвиваат урбанистичките планови е изградба и на еден нов објект. Нормално тоа е во најава, не е од денеска за утре, меѓутоа процедурата е почната. Директорката на градинката Ирина Милеска изрази благодарност да авторот Митровиќ и до градоначалникот Пецаков и општина Охрид за поддршката и соработката. Денес како тим, како установа се грижиме да ги подобриме условите за работа во градинката, секако да ги подобриме условите на секојдневното доаѓање на дечињата во нашата градинка, затоа што сепак ние ги воспитуваме и изгрижуваме дечињата од најрана возраст. Како тим секојаш ќе се вложиме да се подобрат условите, ќе се посветиме на работењето со дечињата со голема љубов, трпение, внимание. Милеска ги покани охриѓани на свечената приредба по повод јубилеот 60 години од основањето на градинката, која ќе се одржи утре во спортската сала на спортско-рекреативниот центар Билјанин извори од 17 часот. Уште едно признание за охриѓанецот Љупчо Паунковски. На 31-то издание на Интернационалниот фестивал на аматерски и документарен филм Камера 300 за својот краткометражен филм Киното Охридско езеро ја доби плакетата на Уника. Охриѓанецот Љупчо Паунковски ја доби плакетата Уника за краткометражниот документарен филм Киното Охридско езеро. На 31-то издание на Интернационалниот фестивал на аматерски документарен филм Камера 300 пристигнаа вкупно 45 филмови од 10 европски земји. Според одлуката на стручното жири, 16 од нив влегува во официјалната конкуренција, од кои охриѓанецот Паунковски ја доби плакетата Уника. Љупчо Паунковски со документарецот го опфаќа периодот од 1924 година па се до 2013, односно дел од историјата на Охрид преку киносалата Охридско езеро. Затоа колку е можно една историја долга еден век да се смести во документарец од 38 минути, Паунковски ќе рече дека и 10 филмови се малку за да се опишат сите случувања во киното и да се прикаже неговиот некогашен сјај. Љупчо Паунковски филмот го работел со сопствени средства, а премиерно беше прикажан на 10 октомври 2013 во Центарот за култура Григор Прличев како подарок за охриѓани по повод празникот 11 октомври, денот на востанието. Филмот на Паунковски беше и своевиден апел до надлежните институции да поводат грижа за старото охридско кино на улицата Даме Груев во Охрид. Минатата година на фестивалот на аматерски документарен филм Камера 300, Паунковски ја освои највисоката награда за краткиот аматерски документарен филм Охридските хотели и хотел Радиќ, а покрај тоа доби и плакета за документарецот Селци и Малесија. Водата од градската водоводна мрежа во Струга и селата приклучени на градската водоводна мрежа не е здравствено безбедна и истата не треба да се користи за пиење, предупредуваат од Центарот за јавно здравје Охрид.
Поради обилните врнежи од дожд кои деновиве го зафатија подрачјето на општина Струга, евидентно е нарушување на квалитетот на водата за пиење од градската водоводна мрежа во Струга по однос на параметарот матност. Од извршените првични хемиски анализи на водата за пиење од градскиот водовод во Струга од страна на екипи на Центар за јавно здравје Охрид, пред Пладнево констатирана е зголемена вредност на параметарот матност во водата за пиење, со вредности значително поголеми од законски пропишаните, информираат од Центарот за јавно здравје. Поради тоа и согласно правилникот за безбедност на вода, водата од градската водоводна мрежа во Струга и селата приклучени на градската водоводна мрежа не е здравствено безбедна и истата не треба да се користи за пиење, предупредуваат од Центарот. Согласно процедурите, Центарот за јавно здравје ги известил надлежните институции и соодветните инспекцијски служби за натамошно постапување. Центарот за јавно здравје Охрид во координација со надлежните институции континуирано ја следи состојбата со квалитетот на водата за пиење од градската водоводна мрежа во Струга и навремено ќе информира за секоја промена. Се продолжува рокот за аплицирање на годишните конкурси за финансирање проекти од национален интерес по одделни области и активности од културата за 2024 година. Поради технички проблеми кои настанале поради преоптоварување на системот, Министерството за култура информира дека рокот за аплицирање на годишните конкурси за финансирање проекти од национален интерес по одделни области и активности во културата за 2024 година се продолжува до 8 ноември на полноќ. Од Министерството информираат дека во последните 24 часа пристигнале над 800 пријави и апелираат да не се чека последниот момент за аплицирање, како би се избегнало попречување во аплицирањето од технички аспект. Пријавувањето на годишните конкурси се врши со електронско аплицирање на националниот портал за e-услуги uslugi.gov.mk. Започна ревизијата на книжниот фонд во Националната установа библиотека Григор Прличев Охрид. Во пресрет на 7 ноември, денот на ослободувањето на Охрид, во библиотеката ќе има изложба на книги од народно-ослободителната борба и револуцијата. Минатата недела пробно, а денеска и официјално започна законската ревизија која се спроведува на секои 5 години на целокупниот книжен фонд во Националната установа библиотека Григор Прличев во Охрид. Читателите и натаму нормално ќе можат да ги користат услугите на библиотеката. За разлика од пред 5 години, кога ревизијата се правеше рачно со запишување на секоја книга, сега процесот е олеснет и побрз и се одвива дигитално, со помош на читачи, но и натаму со задолжително подпечатување на книги кои трајно влегуваат во КОБИС системот. Паралелно со ревизијата, библиотеката ќе спроведе и преуредување на сите оделенија за поголема прегледност на книгите и побрзо снаоѓање на читателите, бидејќи скоро 2 години библиотеката е од отворен тип. Во пресрет на 7 ноември, денот на ослободувањето на Охрид, во библиотеката ќе има изложба на книги од народно-ослободителната борба и револуцијата. Читателите и сите заинтересирани ќе можат да ја видат секој работен ден од 8:30 до 18:30 часот. Бебе во тешка здравствена состојба донесено во Општа болница Охрид. По реанимацијата била констатирана смрт. Утрово во 7 часот и 44 минути во СВР Охрид од Медицински центар Охрид било пријавено дека кај нив во тешка здравствена состојба како резултат на претходни заболувања било донесено едногодишно бебе, кај кое по реанимацијата била констатирана смрт без траги на насилство. За настанот бил запознаен јавен обвинител, по чија наредба телото било дадено на семејството, информираат од СВР Охрид. Од ноќеска на полноќ се намалуваат цените на горивата, соопшти Регулаторната комисија за енергетика. Малопродажните цени на бензините ќе се намалат за 0,5 денари за литар, односно Евросупер од БС 95 ќе се продава по цена од 81 денар за литар, а Евросупер од БС 98 за 83 денари за литар. Малопродажните цени на дизелот и екстра лесното масло за домаќинство ќе се намалат за 1 денар и од полноќ дизел горивото ќе се продава за 80,5 денари за литар, а екстра лесното масло за домаќинство по цена од 80 денари за литар. Цената на мазутот ќе се намали за 0,29 денари за килограм и истата ќе изнесува 46 денари, информираат од регулаторна. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот.
Снежни виулици и невообичаено студено време го погодија североисточниот дел на Кина. Кинеската метеоролошка управа предупредила дека во наредните денови ќе следи драстичен пад на температурите, кој ќе биде проследен со силен ветер, снежни виулици и минусни температури. На жителите им се препорачува да останат дома. Во некои провинции синоќа е издаден црвен метеоаларм, бидејќи во некои градови се очекува да паднат од 20 до 40 сантиметри снег, објави Reuters. Стотици летови се откажани, а училиштата затворени. Градските власти почнале да ги прават подготовките за грејната сезона, која очигледно ќе почне порано од вообичаеното. 5 лица загинале, а 6 се повредени откако автомобил влетал во паб во австралискиот град Делсфорд, популарна туристичка дестинација северозападно од Мелбурн, соопшти полицијата. 4 починале на лице место, додека една тинејџерка починала во болница во Мелбурн, каде што била пренесена со хеликоптер по несреќата. Возачот на автомобилот се здобил со полесни повреди и бил пренесен во болница, каде што е под полициски надзор. Неговиот алкотест бил негативен, а направена му била и крвна анализа за други супстанци, соопштила полицијата. Причината за несреќата не е позната и властите апелираат до сите кои биле сведоци на настанот или имаат снимки од надзорните камери да се обратат до надлежните. 31 ден од судирите помеѓу израелската армија и Хамас. Министерството за здравство на Газа тврди дека повеќе од 200 палестинци биле убиени во нападите синоќа. Обединетите нации, повикувајќи се на податоци од Агенцијата за палестински бегалци, соопштила дека во војната помеѓу Израел и Хамас на секој 10 минути загинува по едно дете, а по 2 се повредени. Околу 4000 деца се загинати во појасот Газа од почетокот на судирот, предупредувајќи дека состојбата за децата во тоа подрачје е катастрофална. Европската унија ја зголемува хуманитарната помош за Газа. Денес во Брисел почнува 5-дневната годишна конференција на амбасадорите на Европската унија. На конференцијата ќе присуствуваат шефовите на 145 делегации и канцеларии и на воените и цивилните мисии на Европската унија ширум светот, како и раководителите на представништвата на Европската комисија во сите 27 членки на унијата. Високиот представник на Европската унија за надворешна политика и безбедност Жозеп Борел изјавил дека следните месеци ќе бидат клучни за глобалниот мир и безбедност и за иднината на светот. На тест ќе биде ставен и кредибилитетот на Европската унија, што ќе се фокусира на новото глобално безбедносно опкружување на Европа во услови на актуелните геополитички предизвици и кризи. Почитувани гледачи, го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.